2 дена по собраниските турбуленции, одлуката на Талат Џафери без присуство на опозицијата да ја затвори седницата за гласање недоверба на актуелната влада, никој од државниот врв не проговори за политичката криза во која влезе Македонија. Со партиите на власт кои моментално немаат мнозинство во парламентот, под знак прашалник се доведува и целата работа на законодавниот дом, особено што од следната недела пред пратениците треба да се најде и расправата за буџетот. Премиерот Зоран Заев, кој се спаси од иницијативата на ВМРО ДПМН, одбегнува контакт со новинарите, ниту пак се појавува на јавни настапи. Молки од Вила Водно. Опозицијата директно го повика председателот Стево Пендаровски и побара итна лидерска средба за излез од политичката криза. Откако став не слушнавме, Алфа испрати прашање до неговиот кабинет. Дали ќе одговори на барањето на опозицијата за средбата, но и која е опцијата за излез од кризата според шефот на државата. Председателот Пендаровски би свикал лидерска средба, но само ако има согласност за таква средба од власти и од опозицијата, стои во одговорот од кабинетот на Пендаровски. Од ВМРО ДПМН остануваат на ставот дека брзи предвремени избори е единственото решение за делегитимирање на актуелната власт и излез од кризата. Она што го прави ВМРО ДПМН е во постојан контакт со сите релевантни политички партии, сите групи во Република Македонија, кои што работат и се залагаат за пад на режимот на Зоран Заев и за враќање на демократијата пред се во парламентот. ВМРО ДПМН е во постојан контакт со сите политички учесници, Конкретно за алтернатива ме интересира. со сите политички учесници и подава рака кон сите оние кои што сметаат дека треба да падне режимот на криминогената СДСМ и режимот на Зоран Заев. СДСМ пак најавува стабилност, иако нема мнозинство во собранието. Најавите дека бројот на пратеници кои би поминале на нивна страна ќе се зголемува, полека спласна. Од Бихачка наместо одговори засега има само молк за ова прашање, ама затоа бараат оставка од партиската функција на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Се што Мицкоски кажа, излажа. Дури парламентарното мнозинство го кроеше преку лаги и измами кон луѓето со кои седеше на иста маса. Затоа, оставка. Мицкоски конечно треба да покаже грам одговорност и да си даде оставка. Граѓаните не сакаат и не заслужуваат политичари кои немаат став, кои едно зборуваат, а друго прават. По низата случување во собранието, албанскиот опозицијски блок алармира за мафијашко владење во државата. Беса замена во опозиција и му го сврти грбот на Заев. Алтернатива на Гаши пак се уште тактизира. Левица уште ноќта на 11 ноември порача дека единствениот излез е блокада на собрание и радикализација и во собранието и на улица.